Во Општа болница Куманово периодов се изведуваат повеќе градежни активности, како што соопшти директорот Сашо Стошевски. Освен што се уредува паркинг просторот со што ќе се обезбедат дополнителни 140 паркинг места, се реконструира и дневната болница на детското одделение. Се варосуваат интерното инфективното одделение, биохемиската лабораторија, набавени се нови машини и друга опрема за потребите на пералната. Дел од градежните активности се изведуваат со донации од општествено одговорни компании. Во почетокот на месец јуни испратиме барање до поголем број на кумановски предпријатија за донација во опрема, машини и разни други материјали за потреби на болницата, на кое наше барање одговорија поголем дел од тие компании. Одговорија со одреден број на донации, пред се во клима уреди, кои беа во поголем број, некаде околу 50-60 донации од тие фирми, кои ден денеска се монтираат во болницата и план ни е да нема ниту една просторија без клима уред, што ни се многу потребни, и како за летните периоди, така и за зимскиот период. Од друга страна, една од поголемите донации дојде до уредување на еден простор во болницата кој порано се користеше како депонија, да не кажам, заборавено од се, до уредување на тој простор каде што тие ги заврши одредени градежни активности во врска со тампонирање и припрема за асфалтирање на самиот простор. Во план е се асфалтирање, со што ќе дојдеме до ново паркинг место од некаде 2000 квадрати за прилike 130-140 возила, со што конечно ќе го решиме проблемот со паркирање во ЈЗ Општа болница, како за пациентите, така и за вработените. На детското одделение направиме на некој начин со помош на Ротари клубот, се среди детската болница, детското одделение, дневната болница, се извинувам. Чекаме сега некој ден да ја пуштиме официјално во употреба, благодарејќи на нивното ангажирање, на нивното залагање, успеаме да направиме едно поубаво детско катче, дечињата да се осеќаат попријатно кога ќе дојдат кај нас во дневна болница и така натаму. Во моментот се врши на нека варосување, кречење на просториите на комплетно на инфективно одделение со набавка на машини потребни за инфективно одделение. Набавени се индустријски машини и опрема за перална, за кујна исто така. Интерно одделение исто така се варосува, се кречи, се доопремува со се што треба, при крај тука постапката. Постапката е некаде до средина и сосредување во одделот за хирургија, оддел за биохемиска лабораторија, едноставно барам на некој начин разбирање од граѓаните на Куманово, бидејќи се одвиваат разни градежни активности во болницата. Нормално, тука има возила, има разни машини кои можеби пречат во нормално функционирање, но нека има трпение. Се надам дека до месец, крај на месец ноември се ќе биде завршено. Машините се набавени од наша страна по пат на јавна набавка со распишување на тендер. Нормално, како се оди постапката, се набавени и конечно го решиме проблемот со перење, сушење налишта и постелнини во Општа болница Куманово. Гимназијалци од Куманово од Апшифт клубот за социјални иновации следната седмица во Сараево ќе ги представат своите иновативни решенија и идеи за здрава животна средина. Од гимназијата се пласираат 2 тима меѓу 5 на ниво на Македонија, а во Сараево од 10 до 14 ноември ќе се надпреваруваат во конкуренција на средношколци од Хрватска, Албанија и Босна и Херцеговина. Оттаму по 2 тима од секоја од државите ќе добијат по 1600 евра за реализација на нивните идејни решенија. Учесници во првиот тим се гимназијалците Матео Митевски, Андреј Доневски, Меланија Цветковска и Каја Трајковиќ. Учесници во вториот тим се Ирина Арсовска, Наум Митковски, Лора Николовска, Михаил Цветковски, пишува во објавата на Средното општинско училиште гимназија Гоце Делчев. Инаку клубот во гимназијата функционира од почетокот на октомври месец. Надлежните од Фондацијата за култура и спорт и секторот за култура при Општина Куманово денеска на пресконференција ги најавија културно-уметничките и спортските активности по повод денот на ослободувањето на Куманово. За достоинствено одбележување на овој празник, на празникот 11 ноември, Фондацијата за култура и спорт Куманово заедно со секторот за култура има организирано повеќе културно-уметнички настани, кои што се под покровителство на градоначалникот и на Советот на Општина Куманово. Програмата е богата и е за сечи вкус и за сите генерации. Се состои од повеќе спортски активности, промоции на книги, концерти,
А што најважно е за одбележување на празникот 11 ноември, мега концертот, да го најавиме мега концертот по повод празникот 11 ноември кој ќе се одржи на 10 ноември на градскиот плоштад во Куманово со почеток во 20 часот. Мега концертот ова година ќе го отвори Лука Чомбе, познат кај помладата популација. Потоа настап ќе имат Еда Јакупи и Бесим Ифтари, исто така локални уметници од Куманово. На мега концертот ќе настапи и нашата најпозната македонска поп пејачка Дивата Калиопи и на крај ќе настапат Слаткар и Тони Зен. Точно на 11 ноември. На спомен костурница ќе има свечено одбележување или чествување на празникот и одавање на почит на погинатите борци, со полагање на свежо цвеќе, каде што делегација од општина Куманово, Советот на општина Куманово, делегации на амбасадите во Република Северна Македонија, збратимени градови ќе полагаат свежо цвеќе. Исто така, на 11 ноември во 12 часот за прв пат ќе се одржи свечена седница овдека во оваа сала, во Занечискиот дом, со богата културно-уметничка програма. Со оглед на вашите прашања на ноемвриските награди, за прв пат оваа година нема да бидат доделувани, затоа што сами знаевте дека бевме во изборен процес. Нашите советници се уште ги немат добиено од изборната комисија решенијата, со оглед на тоа нема да имаме награди, но затоа градоначалникот ќе додели благодарници за сите наши значајни личности од општина Куманово и тоа ќе биде новитет оваа година. Што се однесува исто до спортските настани, до целата програма, сами може да видите дека имаме флаер кој има премногу, да не кажам, и спортски, и културни настани, и изложбени семинари, така да целава месечна програма е со почеток од 3 новембар, завршува со 28 новембар. Имаме многу културни настани каде што ќе бидат гости и наши збратимени градови и градови од Република Македонија. Согласно програмата за култура, спорт и социјална заштита и заштита на децата, вкупно 2 милиона денари имаме за сите овие манифестации. Тоа е тековна активност, скоро секоја година средствата се еднакви. Размислуваме следната година да се зголемат средствата, затоа што многу се покачија трошковите и трошковниците за артистите и за сите останати чинители во организацијата. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие бележи една интервенција, како што соопштија од регионалниот центар за управување со кризи. Вчера пожарникарите гаснеле соларен панел на куќа во населбата Перочичо. Секторот за внатрешни работи Куманово информира дека вчера вечер околу 23 часот во полицијата 64 годишна жена од Куманово пријавила дека пред нејзиниот дом лице од Куманово кој подолг временски период ја вознемирувало нејзината ќерка, го оштетило возилото што го користи нејзината ќерка и удирало по влезната врата. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. Толку. Во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопиев отворена е изложба на слики од Маријан Стојановски под наслов Асоцијативни апстракции. Тој се представи со циклус од 20 на слики работени во последните 2 години. Маријан Стојановски е роден во Прилеп 1983 година, дипломирал на Факултетот за ликовна уметност во Скопје, реализирал повеќе изложби, живее и работи во Прилеп. Изложбата во Куманово ќе биде отворена до 13 ноември. Во првите 4 дена од месец ноември во сообраќајни несреќи на територијата на државата животот го загубија 6 лица, соопшти Министерството за внатрешни работи. Од почетокот на оваа година заклучно со октомври регистрирани се 115 жртви. Во текот на минатата година регистрирани се 142 жртви во сообраќајни несреќи. Статистиката покажува дека најчестите причинители кои доведуваат до сообраќајни несреќи со фатални последици се пред се непочитувањето на сообраќајните правила,
односно користењето на мобилен телефон при возење, возење со брзина поголема од дозволената, како и возење под дејство на алкохол и така натаму. Апелираме до граѓаните: оставете го мобилниот телефон додека управувате со возилото. Не возете со брзина поголема од дозволената и не седнувајте зад воланот доколку сте конзумирале алкохол. Почитувајте ги сообраќајните правила и прописи и не го ставајте во ризик вашиот и животот на вашите најмили, како и на останатите учесници во сообраќајот. Не им дозволувајте на вашите деца да управуваат било какво превозно средство без соодветна обука и дозвола. Сообраќајната култура мора да им се вгради и вгнезди на децата уште од најмала возраст, а тука големо влијание имаат родителите и целокупниот воспитно-образовен процес. Нема ништо поважно од човечкиот живот. Безбедноста на патиштата не зависи само од полицијата и контролите, туку пред се од секој поединец зад воланот, порачува Министерството за внатрешни работи.